Секаш, ова недолично и безравно однесување на СДСМ не е прв пат. Ние веќе многу долго ги слушаме нивните навреди. Меѓутоа, Шлегов можеби полната чаша ја прели да направи кај народот толку многу револт. Зашто својата омраза кон овој народ, омаловажување, го пласираат на толку невоспитан начин, како да се изгубени во собствената омраза, во злото што го носат. Па кој наметна војна во Македонија? Кој ја руши Македонија и внатре и надвор? Кој ги донесе сите тие добронамерници што ни кажуваат како да работиме? И сега се е дозволено, не е точно дека се е дозволено, има начин на комуникација. Дали некој од членовите на ВМРО, зборувам широко, не само владата, навреди некого, кажа овци, кажа други бесрамни зборови што јас на вистина, ако сум жена од 73 години, се срамам да ги повторам. А не ги плаќа државата, па не ги плаќа за да тие овци ги ранат, да, тие овци нив ги ранат, а тие да ги плукаат. И јас се прашувам, со сите мои 70 години, кој разумен човек од нашава убава Македонија не ќе ги гласа да ги води некој кој ги смета за овци, кој ги смета за неписмени, кој ги смета за небањати и кој треба да се затворат од Тор. И сега, ако некој е среќен да биде затворен во Тор, во еден фашизам, тогаш нека повели, нека гласа. Меѓутоа, треба луѓето да си го стават прстот на челото и да речат, јас одлучувам дали ќе бидам затворен во Тор или ќе бидам слободен граѓанин на оваа земја. Благодарам, простете, малце емотивно зборувам, меѓутоа, нивната невоспитаност ги поминува. Тачно еден гледач кажа, кога децата играат на улица и кога се караат, не употребуваат такви зборови. Значи, крајно навредително на секој член на ова наша убава земја што ја плукаат безобзирно. Јас не би ги ставил сите пратеници во еден кош. И меѓу ними има луѓе кои многу коректно се однесуват. А овие што така се однесуват нецивилизирано, грубо, јас ги разбирам. Тие се сметат за државотворна партија, толку долго време седат во опозиција, никако да дојдат до власт и оттаму е таа нервоза и оттаму е тој речник. Али се додека така се однесуват, тие ќе седат во опозиција. Одлична е темата, мислам дека основната култура можеби не сите, али некои ја немаат. Со тоа што се гледа на телевизија, младината го слуша, го гледа тоа, така да треба да бидат и они едни од главните причинители за основната култура и се младината. Не е убаво што се изјаснува така безобразно, лошо, некултурно, али тоа е. На ВМРО сите му налепи етикети, необразовани, со бради, неизмиени и така натака. А во суштина, праксата покажува друго. Дека јас не сеќам некој ВМРО-ец да со погрдни зборови да се обратува на некој од спротивниот табор. И можем и да ги цитирам сите, од Милошевски, од Ставревски, од сите. Тој вокабулар, тие што го употребува како да се растени во некои фамилии каде што културата била на високо ниво, за разлика од други. И пред мене ще спомна некои луѓе, гледачи, како се однесува од спортивниот табор. Тоа е стварно некултурно. Културата не се стекнува со влегување во парламент или па со завршена факултетска диплома. Културата од мали нозе се стекнува. Од домашно воспитание. А очигледно дека добар дел, да не ги цитирам сега, мислам, мизерно ми е. Добар дел од нив нема основно образование, мислам, основна култура, од домашна култура.